Знаеш што е подобро. За тебе, за Македонија. Инфраструктура. Изградба на автопат Миладиновци Свети Николе Штип. Автопатот Гоце Делчев представува реален развој за општина Свети Николи за цела Источна Македонија. Вредност 206 милиони евра. Рок септември 2017 година. Целосна реконструкција на регионален пат Куманово Свети Николе. Буџет 3,5 милиони евра. Рок 2018-2020 година. Гасификација на Свети Николе. Во 2018 година ќе започне изградбата на магистрален гасовод Свети Николе Велес, со што Свети Николе ќе се гасифицира. Буџет 10 милиони евра, рок 2018-2019 година. Целосна реконструкција на патот Пеширова Ерџелија и на други локални патишта. Целосно ќе се реконструира патот Пеширова Ерџелија во должина од 4 км и други локални патишта во општина Свети Николе. Буџет од 30 милиони евра за реконструкција и изградба на локални патишта во Македонија. Комунална инфраструктура за населба со подсти пат Свети Николе. Изградба на водоводна мрежа и фекална канализација во населба Сопот пат во Свети Николе. Буџет 145.620 евра. Комунална инфраструктура за населба Лозов Расадник Свети Николе. Изградба на водоводна мрежа и фекална канализација во населба Лозов Расадник во Свети Николе за улиците 1, 2, 3, 4 и 5. Буџет 103.638 евра. Изградба на станови во Свети Николе. Во Свети Николе ќе се градат 54 станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи. Буџет 69,9 милиони денари. Рок 2018 година. Отворање на детска градинка во село Ерџелија. Осветлување на крстосница Овчеполе кон Свети Николе. Земјоделие. Изградба на хидросистем за наводнување за атарите на Немањици и Мичкуевци. Со изградбата на хидросистемот ќе се наводнуваат нови 850 хектари земјоделско земјиште. Буџет 200 милиони денари. Рехабилитација на водостопанската инфраструктура. Рехабилитација со санација на оштетени делови на сифон Свети Николе на десниот магистрален канал од хидромелиоративниот систем Брегалница. Планирани средства 12 милиони денари. Рехабилитација на водостопанска инфраструктура. Рехабилитација на брана Мавровица во општина Свети Николе. Предвидени средства 3 милиони денари. Нови субвенции за земјоделците од Свети Николе. Во последните 5 години на овчеполските земјоделци им се исплатени над 15 милиони евра субвенции. Владата на ВМРО ДПМН ќе продолжи со поддршка на земјоделството и во наредниот 4 годишен мандат со 150 милиони евра годишно. Проектот Рурални развојни зони во Свети Николе. Проектот Рурални развојни зони е предвиден за светиниколските села. Државата ќе дава даночни олеснувања и финансиска помош на лицата кои што сакаат да отпочнат бизниси во руралните подрачја. Други проекти во земјоделството во Свети Николе. 20% повисоки директни плаќања за регистрираните вршители на земјоделска дејност, како и за индивидуалните земјоделци. Наместо 50 ќе го зголемиме процентот на конфинансирање од 60% за поддршка за модернизација на земјоделството. Поволните кредити со субвенционирана каматна стапка од 4,5% на годишно ниво. 60% ќе исплаќа државата за земјоделското осигурување, кое се проширува на сите основни и дополнителни ризици и за сите типови на земјоделското производство. 80% од трошоците за инвестициите за системот капка по капка и за копање на нови бунари ќе бидат покриени од страна на државата и многу други проекти за вредните земјоделци. Проектот рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата. Со државна помош ќе ги рестартираме уништените стопански капацитети кои сега се меѓу затвори за време на криминалната приватизација во Свети Николе. Нови апарати за здравствениот дом во Свети Николе. Здравствениот дом во Свети Николе ќе добие нов апарат за ехографија со доплер на срце и крвни садови и апарат за биохемиска анализа во висина од 60.000 евра. Нова централна клиничка болница во Штип. Започната изградбата на нова централна клиничка болница во Штип, каде ќе бидат обслужувани и жителите на општина Свети Николе во вредност од 37 милиони евра. Дополнително ќе се обезбедат 407 нови медицински апарати.
Проект Конзервација на археолошкиот локалитет Била Зора Свети Николе. Со конзервацијата ќе се заштитат објектите кои се пронајдени во текот на археолошките истражувања, а со тоа овој атрактивен локалитет ќе влезе во туристичката понуда на Република Македонија. Знаеш што е подобро. За тебе, за Македонија.